Почитувани, вчерашните слики од вакциналните пунктови во соседна земја целосно ги разоткрија промашените приоритети на министерот за здравство. Сцените покажаа река народ кој си бараше спас и собствено решение за собствениот живот и собственото здравје. Го покажаа фијаското на Заев и Филипче. Во меѓувреме, Филипче манипулира и лаже дека сме биле прва земја во која медицинскиот кадар ќе бил вакциниран. Вчера видовме и медицински лица кои заминаа на вакцинација надвор од земјата. Ваква е состојбата заради тоа што на Заев и Филипче јавното здравство во минатите години никогаш не им бил приоритет. За нив единствен приоритет беше и се уште е демонтирање на јавното здравство, негова распродажба и трансформација во приватно здравство. Додека Заев и Филипче не се способни да постигнат директни договори и да набават вакцини, тие единствено мислат на договори за физибилити студии за распродавање на јавното здравство. Наместо вакцини, во декември 2020 година нарачале физибилити студија со идеја да го приватизираат Рентген институтот и рентген диагностиката во здравствениот систем да ја стават под капа на приватни собственици. Не се подпишаа договори за вакцини, ама помина тендер за физибилити студија да се направи проценка за приватизација на Рентген институтот и рентген диагностиката. Со еден збор, сите преговараа и договараа набавки на вакцини, Филипче и Заев договараа распродажба на сегменти од јавното здравство. Јавно ги прашуваме Заев и Филипче. Што ќе беше сега ако успеевте да ја приватизирате биохемиските лаборатории? Што ќе беше сега ако успеевте да ја приватизирате градската општа болница 8 септември? Што ќе беше сега ако успеевте да ја приватизирате брзата помош? Така ли планиравте да се борите за јавното здравство и јавното здравје? Здравствениот систем денес е застанат. Зафатени се болничките капацитети на клучните хирургија, кардиологија и интерна во клинички центар Мајка Тереза. Пред една недела организиравте партиски избори каде гласаа 60.000 луѓе, а неделава бројкава на заразени надминува 1400 лица и починати над 30. Доста е Венко Одиси. Не мора во чекор да го следиш Зоран Заев во неговите криминални и коруптивни политики. Одиси Венко, придружи им се и помогни им на здравствените работници и на лекарите. Ви благодарам.